Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Во денешното видео повторно ќе ги објаснувам подтиповите на главната его маска поправувач. Тоа се две подтипови на его маска, маската нервозната, нели, и маската на вешт поправувач. Та ги прашува родителите: родители, кога делувате реактивно со вашето дете, дали имате обичај во вашиот ум да се создаваат едни идеи преку кои што се спојувате со катастрофални замисли во вашата глава, значи ги предвидувате најлошите варијанти на идеи, или пак сте родители кои што постојано креираат најлошата можна варијанта на вашите замислени сценарија во вашиот ум. И доколку е така, таа ги советува родителите, можно е да ја носите его маската на нервозната, нели. Сега, кои се тие родители кои што ја носат ова его маска, како делуваат? Овие родители кои што ја носат его маската нервозната, нели, во суштина тоа се личности кои што се со пренагласена, прекумерна, обсесивна, пророчка и видовита личност, која што постојано предвидува пропаст, постојано предвидува мрак преку својата постојана загриженост. Значи, нервозната, нели, ја контролира околината преку микроуправување на ситниците. Например, ако детето почне да му тече носот, родителот со оваа его маска замислува дека тоа има бронхит или пак има пневмонија, или пак ако детето донесе слаба оценка, овој родител смета дека е крајот на светот. Значи, исто така овие родители постојано го спремаат, во секое време чадорот е тука наутро за своето дете, пред време во фрижидер, му се ставаат работи за јадење, и тие што се потребни, и тие што не се потребни, да се најдат во секој случај. Значи, за жал, зошто постапуваат овие родители? Постапуваат затоа што работат од еден внатрешен начин, кој што не е поврзан со размислување за изобилство, туку е поврзан со едно големо чувство на недостаток, на недостиг. Значи, овие родители се обидуваат да предвидуваат, да превенираат и едноставно секогаш се подготвени за било каква потенцијална несреќа. Значи, тие се оние родители кои што кога купуваат по 10 работи од ист производ, значи, и нивното мото е нека има за да има секогаш. Тие се родители кои што често се нарекуваат хеликоптер родители, затоа што постојано лебдат, постојано се зујаат околу своите деца и постојано се загрижени околу нештата во врска со своите деца, па прават постојано списоци, постојано нешто средуваат од едно на друго место, префаќаат, прават списоци унапред 6 месеци, 10 месеци, 12 месеци и така натаму. И какви верувања имаат овие родители? Овие родители кои што ја носат его маската на нервозната, нели, ги имаат следните верувања. Прво, јас сум единствениот кој што може да се подготви за несреќи. Второ, ако не бидам екстра внимателна, работите ќе почнат да пропаѓаат. Второ, на животот неопходно му е постојано микроменаџирање. И четврто, морам да бидам хиперактивна во секое време, затоа што на таков начин ќе можам работите да ги држам под контрола. Сега, како се однесуваат децата кои што се покрај родители кои што ја носат оваа маска на нервозната, нели? Овие деца во суштина тие кога се постојано со овој вид на енергија, тие не само што абсорбираат
едно огромно количество на вознемиреност од страна на родителот, туку тие стануваат апатични, крајно апатични. Зошто? Затоа што нема доволно простор за двајца хипер анксиозни луѓе во оваа врска, бидејќи децата ја впиваат енергијата, истата енергија од родителите, и бидејќи се со многу помала енергија, ова главна енергија ги потиска овие деца и децата се откажуваат од своето самоуправување. Тие почнуваат да очекуваат дека родителите се ќе направат за нив, тие се должни за тоа нешто. Очекуваат дека родителот постојано ќе лебде околу нив и токму поради тоа тие се исклучуваат и се разделуваат од сопствената моќ, од сопствената автономија. Овие деца потполно го изгубуваат чувството за одговорност. Иако оваа маска изгледа морничаво, изгледа слично на маската на овозможувачот, меѓутоа во нејзината манифестација таа е многу поинаква, затоа што овозможувачот добиваше чувство на важност кога се вплеткуваше во животот на другите. Меѓутоа маската на нервозната Нели, таа повеќе има едно анксиозно размислување, едно обсесивна енергија да биде постојано загрижена, која што кружи како резултат од нејзините мисловни шеми, мисловни образци, и навистина е многу тешко да се биде околу оваа енергија, околу енергијата на маската, нервозната Нели, и затоа што е крајно исцрпувачка и крајно е застрашувачка за децата. И поради тоа децата, за да ја избегнат, често пати се затвораат и почнуваат да венеат. Постепено му избледнува нивната вистинска суштина. И децата на таквите родители што прават? Почнуваат да ја абсорбираат нервозната енергија од страна на родителите и исто така и тие стануваат многу вознемирени. Како звучи родител кој што ја носи маската на нервозната Нели? Прво, ова е страшно. Не можам да поверувам дека ова нешто ни се случи. Второ, како ќе се справиме и како ќе се опоравиме? Се распаѓа. Ништо не работи како што треба. И трето, ако не направам големи промени, ништо нема да успее. На крајот Шефали во книгата ги советува родители, доколку препознавате некои вакви однесувања, кај вас или кај некој ваш близок, ова маска можно е да ја имате навлечено или да има некој од вашите блиски навлечено, и токму поради тоа навистина вреди да се оди испод чувствата, за да може подлабоко да се истражува зошто ја предизвикале оваа маска. Следната маска или подтип на маска на поправувач е вештиот поправувач. И Шефали ги прашува родители, дали вообичаено ве потикнуваат солзите и гневот на вашите деца? Дали се наоѓате секогаш во една ситуација да сакате да ги избришите солзите, негативните чувства кога се јавуваат кај вашите деца, за да ги вратите и да ги моделирате во вашите деца во првобитната состојба? На среќа, ако е така, можно е да носите маската на вешт поправувач. Кои се овие родители кои што ја носат оваа маска? Овие родители прво не можат да поднесат, не можат да толерираат тажни или лоши емоции. Несреќата на другите ги прави многу вознемирени и на почетокот овие родители изгледаат дека се изгледаат весели, меѓутоа на долг рок или подолго време ако ги забележуваме, ќе видиме дека тие се тргаат настрана затоа што бараат контрола. Тие се фиксирани на тоа сите да бидат околу нив среќни
и презентираат среќно лице пред светот, до степен што ја отфрлаат, ја негираат, ја поништуваат, ја заобиколуваат секоја емоција која што сугерира тага, која што може да биде негативна, значи нешто или нешто кое што тие го сметат дека е негативно и постојано тие, значи со една мотивирачка енергија, нагласена енергија се наметнуваат врз другите, само за да ги почувствуваат другите нивните чувства. Во што веруваат овие родители кои што ја носат оваа его маска на вешт поправувач? Тие веруваат последното. Прво, несреќата е лоша. Второ, јас сум одговорен да ги правам другите да се чувствуваат добро. Трето, не сакам да чувствувам тажни емоции, затоа и ги игнорирам. Четврто, големите чувства се страшни и се лоши. И петто, никој нема да ме сака ако јас сум несреќен. Како се однесуваат децата покрај овие родители кои што во домот внесуваат енергија на вешт поправувач? Децата воспитани со овие родители интуитивно сваќаат дека треба да ги потиснат лошите чувства, значи негативните чувства, чувствата на тага, чувствата на очај, чувствата на бес и така натаму. Значи, и почнуваат да растат со една аверзија кон негативните емоции и со тоа тие не ги перцепираат дека тие нормални емоции или чувства, туку како состојба дека тоа е нешто лошо или дека тоа е слабост, дека значи на тој начин се слаби и тие се противставуваат на чувството да бидат незадоволни, да бидат несреќни, што во суштина ги прави уште понесреќни овие деца. Значи, премногу обседнати со чувството секогаш да бидат среќни во сегашниот момент, овие деца и текако го пропуштаат вистинското искуство на животот, какви да се чувствата, какви да се во сегашниот момент. И овие родители кои што ја носат оваа его маска звучат на следниот начин. Прво, зошто си тажен? Не чувствувај се тажно, што ќе кажат другите. Второ, нема зашто да се чувствуваш тажен. Треба да си среќен секогаш и во секој момент. И трето, немој да бидеш неблагодарен и да го трошиш животот на тага. Не е фер особено кон мене затоа што јас постојано не гледаш дека се трудам да те направам среќен. И на крајот Шефали им објаснува на родителите да колку вие родители препознавате некои ваши однесувања кои што се слични или се подутираат со особините на оваа маска, со одликите на оваа его маска, можно е вие да ја носите оваа его маска на вешт поправувач. И навистина вреди да се оди испод чувствата на оваа маска за да се установи, да може да се изанализира што ја предизвикала појавата на таа маска, его маска. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.